Премногу чекаме. Верувам дека конечно треба да го направиме тој, така да го кажем, деценијски чекор за интересот на нашите граѓани. Благодарам. Мицковски. Да, добивме безусловена препорака, како што впрочем добивавме такви препораки години наназад, имаме такви други 5 препораки. Немаме алтернатива како држава, тоа се знае Европската Унија и НАТО алијансата, се разбира. ВМРО ДПМН како опозиција работи, ќе продолжи да работи во таа насока. ВМРО ДПМН ќе понуди решенија многу скоро за оние реални проблеми кои што ги чувствуваат граѓаните во нашата татковина. И оние реални проблеми треба да бидат решени. Затоа реков и во една од дискусиите претходно, капитал на оваа држава е народот. Народот е тој кој што оваа држава ја изградил и народот е тој кој што оваа држава ќе ја развие. Политичарите се само на услуга на народот. Ние треба да понудиме алатки, вештини, проекти, начин како оваа држава да стане богата, просперитетна, економски развиена и држава на среќни граѓани. Тоа е суштината, тоа беше сонот на мојата генерација, тоа ќе биде сонот на сите генерации македонци. Ние како политичари имаме исклучително голема одговорност, но и обврска, тој сон да го преточиме на јаве, но на вистинско јаве, не оваа реалност која што тука ја слушаме на почетокот од емисија. Имате контрареплика? Веројатно живееме во различни светови. Тоа е веројатно и нормално. Опозицијата да има различни ставови, подредени прашања или различни видувања. Македонија е различна земја од пред една година и денеска. И тоа го потврдуваат сите. Денеска власта не е фатена како слеп за стап, само својот рейтинг да очува. Власта е подготвена со храбри чекори да представува решенија, нив да ги дебатира, да учи, да се повлечува во политиките, да ги коригира и да тера понатаму исправно. Тоа е новината која што се случува во Македонија. Не се политичарите денеска кои што ја представуваат извршната власт вредни само за својот гол популизам и штитење на рейтингот. Ова време е време на носење на сериозни одлуки и дај Боже заедно да ги носиме во Македонија. Мицковски, какви се вашите перцепции во носењето големи одлуки? Плодно лето за земјава или сепак ќе ја чекаме есента за евроатлантските интеграции? ВМРО ДПМН во моментот се подготвува интензивно за големиот протестен митинг, кој што протестен собир, така го нарековме, кој што планираме да го одржиме на 2 јуни пред платото на владата. Протестен собир на кој што ќе одбележиме овие година дена влада на Социјалдемократскиот сојуз. Протестен собир на кој што ќе укажеме на сите погрешни политики, претпоставувам ќе има кој да ги слушне од другата страна, за да може да се коригира, да излезе од овој розев свет во кој што се живее, бидејќи не е важен рейтингот. Не е важен Христијан или Зоран. Важни се граѓаните на Република Македонија. Ќе повторам по трет пат. Тие се капиталот на Република Македонија. Ние треба да работиме и да понудиме решение за нив. За нивната иднина. За иднината на генерациите кои што доаѓаат. Не е важен дали Христијан имал висок рейтинг или низок рейтинг. Дали знае Христијан како на тие луѓе да им го подобри комфорот во нивниот живот. Дали знае Христијан сите оние генерации студенти изгубени кои што му поминале низ раце да ги врати назад во Македонија. Дали знае и оваа генерација студенти која што е преполовена да ја врати назад, да ја задржи во Република Македонија, да не отиде. Тоа е суштината. Тоа е суштината како ние треба да се занимаваме со политика, да се бавиме со реалните проблеми и да наоѓаме решение за истата. Тие се политиките кои што треба да ги води и ВМРО ДПМН, но и владата во Република Македонија. После овој митинг имаме работно лето, после тоа работно лето ќе имаме исто така интензивна есен, што се однесува до отпочнување на преговорите со Европската Унија. Се надевам дека тие ќе започнат уште во јуни месец и посакувам тоа да се случи. Се надевам дека во јули месец ќе добиеме покана за членство во НАТО алијансата и сакам тоа да се случи. Се разбира, затоа што, како што каже и господин Зоран Заев, Македонија ги исполнува тие услови. Македонија работеше во минатото многу, не само оваа влада, работеа сите влади во минатото во овие 27 години независност на Република Македонија. Граѓаните работеа во овој процес, го живееа овој процес и заслужуваат да го добијат тоа и од Европската Унија, но и од НАТО алијанса. Имате реплика? Јас целосно се согласувам со тоа што беше кажано. Тоа е убаво и јас го прифаќам. Треба на тоа да работиме. И тоа е така. Но не е фер пред граѓаните да кажеме, јас очекувам и се надевам ќе добиеме и покана за НАТО. Па дојде НАТО, генералниот секретар овде ни каже, додека не го решите проблемот кој што Грција го има со вашето име, нема да биде
да ја добиете поканата. И сега може ние да се надеваме. Прашањето што правиме за тоа. Од тука се тезите кои што покажува дека треба Македонија да исчекори лидерски. При тоа да сочува и достоинство и идентитет. Мора да се наоѓаат решенија. Ние можеме да останеме затворени во кожурец со нашите ставови. Можеме, ама нема покана за НАТО. Веројатно загрозуваме и датум за преговори со Европската унија. Кој знае, тие се дебатите. Ако имаме решенија, поприлично двете работи се гарантирани. Затоа креативноста на лидерството, кое што треба да направиме заедно. Јас верувам дека го правам својот дел. Да понудиме решение, не само да се надејаме. Мораме да изнаоѓаме решение, кое што граѓаните ќе го гледат од нас. А секако на крајот рековме, прв падна предлогот од ВМРО да помене референдум да има. Ќе има референдум. Конечното решение граѓаните ќе го донесат. Но дај да подмрднеме еден чекор напред, за да добиеме таа покана за членство во НАТО, толку посакувана, оти ни е вредна. Ја сакаме. Огромен процент од нашите граѓани, кои што сите заедно ги представуваме, се за тие стратешки цели на државата. Господине Заев, вие единствено нешто што им нудите на граѓаните капитулација во овој процес. Тоа е суштината, господин Заев. Ние треба да одиме напред, но ви реков, треба да одиме напред со политики, зашто и вие се сложивте. Со решавање на реалните проблеми на граѓаните. Вие сте влада, како што впрочем претходните влади во овие за НАТО. Вие сте влада, како што впрочем во изминатите 25 години влади во Република Македонија го воделе овој процес, но никој како вас вака не ги распродавал државните и националните интереси и не е близко до капитулација како што сте вие. Тоа е суштината за жал и реалноста. Ја заокружуваме надворешната политика. Уште една пауза во овој ТВ дуел, па продолжуваме во финалето со економија. Циндрич, Дујше Баев оди, Дујше Баев, еве го Чупич, гол! Гол! И трет пат, гол! Меѓутоа, овој пат за европска титула, гол! It gets in us early. Pushing, gnawing, urging us forward. On couches and concrete, and pitches large and small. There is no why or how, just a yearning to be among the greats from then and now. To author a moment of genius, to be worshipped like a deity, to stand tall like a savior, to vanquish a villain, and for all to see that you are a hero.